За да се информираме колку годишно вода се троши во градот Кичево, кога потрошувачката е најголема и дали постојат начини за нејзино штедење и рационално потребување, дојдовме во комуналното претпријатие Комуналец од Кичево, за да поразговараме со директорот на претпријатието Станковски Васко, кој се надеваме ќе ни ги даде посакуваните одговори. Господине Станковски, сведоци сме дека од година на година светот се повеќе е загрижен за намалувањето на ресурските со водата. Знаеме дека од изворот Студенчица со вода за пиење се снабдуваат неколку општини, но нас конкретно не интересира општината Кичево. Првото прашање би било: колку вода годишно трошат граѓаните на Кичево и во кој период од годината има зголемена потрошувачка на водата? Па вака, прво, пред да започнем со одговорот, би сакал да поздравам вашава иницијатива, значи, и да ви кажам дека нашето претпријатие ви се понудува да ви помогне за секои вакви идни проекти. Што се однесува до прашањето, ние како јавно претпријатие, значи за нашата општина, годишно од јавното претпријатие Студенчица земаме околу 6.200.000 метри кубни, или пак, за да ви биде појасно, околу 280 до 300 литри во секунда. Значи, вториот дел од прашањето се однесуваше за различните периоди. Најголема е потрошувачката во летните, значи, периоди, кога луѓето, значи, повеќе трошат водата за наводнување, се разводуваат, тогаш одат до 300 литри во секунда, додека пак овој период, есенскиот и почетокот на зимата, потрошувачката паѓа на 200 литри во секунда, со тоа што во зимскиот период повторно оди до 250 литри. Дали мислите дека граѓаните свесно трошат повеќе вода од она што има потребно во летниот период? Мислиме за наводнување, миење на дворови, перење на нивните коли и така натаму. Па видете, не знам дали свесно го прават тоа, меѓутоа би кажал дека не се совесни во тоа што го прават. Ако ја користиме несовесно водата за наводнување, за перење коли и слично, тогаш постојат високи зони во градот, каде што во тој момент, ако во долните зони во градот се потроши повеќе вода, тогаш тие граѓани нема притисок на вода и немаат вода за пиење. Значи, не знам дали свесно тоа го прават, меѓутоа не се совесни, бидејќи тие несовесно да трошат водата, додека оставаат други луѓе да немаат вода ни за пиење. Дали во согласност со сите светски кампањи за штедење на водните ресурси, нашата општина, поточно вашето претпријатие, има преземено конкретни мерки за намалување на потрошувачката на вода? Па ние како јавно претпријатие заедно со општината имаме преземено одредени активности на оваа тема. Значи во јавните гласила, во пишани, во телевизиски, апелираме во одредени периоди кога
имаме проблем со водоснабдувањето, значи како да се користи и понатака планираме, значи со одредени со флаери, со слично да ги едуцираме граѓаните како посовесно да користат. Дали во последните години е намалено количеството на потрошувачка на вода и ако е, од кои причини? Па последните години е намалена потрошувачката на вода, а причините се, ние имавме доста голема потрошувачка на тоа што нашата водоводна мрежа е доста стара и дотрајана. Имаме доста потрошувачка, значи на одредени дефеци на водоводната мрежа кои се случуваат. Сега последните години инвестиравме доста и планираме за идната 2012 година, значи реконструкција на најголемите водоводни линии во градот, значи се однесува на улица Маршал Тито, на булевар и нова линија на улицата Борис Килич, со тоа што секундарните водоводни мрежи ќе ги инвестира едното комунално претпријатие и ќе ги намалиме уште повеќе. Што би им препорачале на нашите ученици и воопшто на сите жители на Кичево со цел да се намали потрошувачката на водата во училиштата, така и во доматинствата и институциите во општината? Па би им препорачал да бидат посовесни, подобро да ја користат водата, значи да размислуваат дека постојат и други луѓе кои што стварно им треба водата, и да ги следат препораките кои што ние како јавно претпријатие ќе ги превземаме и нормално е препораките кои што вие со овој проект ќе ги превземате. Ви благодариме за одвоеното време, за нашата љубопитност. Тоа беше се. Ви благодариме. Благодарам на посетата.